Општините треба да направат ребаланс на буџетите, да ги изменат плановите за јавна набавка, а веднаш потоа да отворат постапка за избор на изведувач за проектите од вториот јавен повик, истакна денес министерот за локална самоуправа Златко Перински. Посочи дека динамиката на имплементација ќе зависи од големината на проектите, кои се движат од неколку стотици илјади денари до повеќе од 150 милиони денари. Минатата недела склучивме договори со локалните самоуправи, тоест да бидам попрецизен, помеѓу ресорните министерства и локалните самоуправи. Сега е обврската на локалните самоуправи да си ги направат ребалансите во рамки на општинските совети, да направат измена во планот за јавни набавки и потоа веднаш може да отворат постапки за избор на изведувач на проектите за кои што самите локални самоуправи аплицираа на вториот јавен повик. Рокот за имплементација не можеме да го предвидиме од сега, затоа што имаме проекти кои што се на ниво на некаде под 1 милион денари, но имаме и проекти кои што се и повеќе од 150 милиони денари и динамиката на изведување на работите навистина зависи од габаритот на проектот. Јас очекувам и во интерес и на граѓаните и на самите градоначалници и локални самоуправи да динамиката соодветно од вториот јавен повик сега зборам, соодветно се реализира идентично онака како што се реализира и имплементацијата на средствата од првиот јавен повик. Повеќето од половина проекти од првиот јавен повик се веќе завршени, додаде министерот Перински. Потенцираше дека останува само еден проект кој што не е тендериран, затоа што се чекаат средствата и од вториот јавен повик. Повеќето од половината се веќе завршени, останува само еден проект кој што не е тендериран и тој намерно не е тендериран затоа што одредена една локална самоуправа ги чека средствата и од вториот јавен повик за да може наеднаш да го тендерира целиот проект, бидејќи им беше поделен во фази. Затоа споменав дека динамиката на вистина многу соодветно се имплементира на терен и тоа е она што нам ни дава дополнителен мотив, затоа што едно е кога ги гледате сите овие бројки на хартија и кога ги кажувате пред камера, но кога ќе ги видите дека се реализираат на терен, дава една посебна мотивација не само кај нас во рамки на политичкиот живот, ајде да кажем, од страна на централната власт, туку навистина тоа го чувствуваат веќе и граѓаните. Инаку министерот Златко Перински рече дека е задоволен од реализацијата на проектите од првиот јавен повик и како што истекна е посебно мотивиран кога има елан за работа во општините.